По бурните реакции на социјалните мрежи дека се загрозува градскиот парк во Кавадарци и зеленилото се узурпира за изградба на згради, побаравме став од локалната самоуправа. Градоначалникот Митко Јанчев со представник на секторот за урбанизам денес ги стави на увид на јавноста генералниот и деталниот урбанистички план на општина Кавадарци. Следејќи ја хронолошки процедурата на донесување на урбанистичките планови за оваа локација, целата постапка започнала уште во 2003 година, а по неколку години планот е донесен во 2013 година. Деталниот урбанистички план Дисанска е влезен во програма за изработка на урбанистички планови уште во 2007 година, врз основа на базичен документ од Генералниот урбанистички план, кој што е усвоен во 2003 година. Изработувач е Перкан проект Прилеп, подизведувач е Интеринвестинг Кавадарци, ревидент на планот е ЗУАС Скопје. Во понатамошната постапка на планот имаме мислење од комисија во 2010 година, утврдување на нацрт план 27.10.2010 година на Совет, па следи јавна анкета која траела од 11.11.2010 до 24.11.2010, каде што може да се увери јавноста и увид на планот да има во општина Кавадарци, која одела во 3 јавни гласила, законска обврска согласно Закон за просторно урбанистичко планирање во 2, општинава објавила во 3. Во тој период стигнале 6 анкетни листа, постапено е по нив, презентацијата е одржана на 23.10.2010 година, со присутни 21 лице и службите од општина Кавадарци. Добиени се позитивни мислења од јавни институции, од Министерство за животна средина и просторно планирање, јавно предпријатие Комуналец, Телеком, Дирекција за заштита и спасување, Министерство за култура, ЕВН Кавадарци. Прво испраќање за согласност во Министерство за транспорт и врски е на 28.3.2011, добиена согласност од Министерство за транспорт и врски е на 30.9.2013 година и донесена одлука на Совет за усвојување на планот на 30.10.2013. Значи како процедура траела, да речеме, од 2007 до 2013 година и тогаш усвоен планот. Градоначалникот Митко Јанчев е дециден. Во неговиот мандат нема да се дозволи уништување на зелени површини, туку напротив, целото зеленило ќе биде во заштитена зона, а ќе се подигаат и нови зелени површини во градот. Овој генерален план и детален план во делот на градбата на кај споменикот Чиро Крстев и навлегувањето делумно во паркот, дека е донесено во 2013 година. И јас како градоначалник, и како совет, и како општина немаме можност да укинеме детален или генерален план, поготово кога има издадено веќе градежни дозволи, инвестирано објекти и направено инфраструктура. Така да тука инвестицијата воопшто не е занемарлива. Можеме како општина и како градоначалник за во идно време, како што спомнавме пред малку во генералниот план, да сите зелени површини им ставиме граница, односно им ставиме минимална граница на зелените површини и ја загарантираме таа граница. Така да тоа стоам на располагање како градоначалник, како општина, дека мора да се грижиме за зелените површини во делот на екологијата и во делот на самата градска средина, да добиеме подобар воздух и почиста средина. И нормално дека се што имаме во понатамошен развој, поготово во делот на градбата, на стамбено, на индустријски зони, на градежни објекти, дека јавно, транспарентно ќе ги доделуваме тие информации до граѓаните преку нашите гласила медиуми и ќе гледаме нашите служби да бидат поажурни во она што значи да ги информираат граѓаните, да му дадат значење колку е нивната можност да може да реагираат навремено во донесување на деталните урбанистички план. Знаете сега кога некој 2013 година донел план, а не реагирал никој за донесувањето на тој план, а траела процедурата повеќе од година-две и е ставена пред свршен чин и донесена одлука од сите министерства и од сите релевантни институции како што е животна средина, Министерство за транспорт и врски и други, ние сега после 5 години не можеме тоа да го ревидираме или да му направиме класична обструкција или да нешто ново донесеме. Така да во едно време јас се давам еден јавен повик до граѓаните, поготово до вас медиумите, да за секој носење на нов детален план, урбанистички план или генерален план, да им доловиме на граѓаните и да им кажеме колкава е нивната тежина и колкава е нивното значење во носењето на такви
планови во делот на градежна зона. Затоа што од после донесувањето на генералниот план и носењето на градежната зона, мислам дека е задоцната реакција и дека не е оправдана, поготово за тоа што некој веќе инвестирал таму или си направил своји планови. Така да во овој дел на градскиот парк не станува збор само за површини на општина Кавадарци и за површини на Република Македонија, голем дел се и приватни парцели. Така да можеби овој детален план бил и иницијатиран од тие приватни собственици кои ќе ги имале тие приватни парцели за да може да си градат последните парцели. Со новиот генерален план кој ќе го донесеме, ќе ставиме минимална граница на зелените површини и јас гарантирам дека во мој мандат и во склопот на овој состав дека како совет дека нема да намалиме ниту една зелена површина. И доколку е стратешки интерес на било кој од индивидуалец од градот, не доаѓа, значи, ни на памет да се направи такво нешто, меѓутоа доколку е стратешки интерес на некоја урбана заедница и на грото на населението, ќе бидеме предпазливи и ќе го слушнеме прво гласот на жителите, на луѓето, па после тоа да донесеме одлука за да поставиме нешто. Првиот човек на општина Кавадарци ја нагласи и променетата одлука за изградба на зелен пазар поради зградите Лепотици, откако по спроведената анкета 67 семејства се изјасниле дека се против пазар во нивна близина. Тогаш, иако биле ископани стопи и порачани тезги за пазарот, општината одлучила по барање на жителите таму да се изгради парк. Во тој случај никако општина си претрпивме штета, тезгите наши и проектот го ставивме умирување и одлучивме тоа да го направиме зелена површина. Така да тоа веќе го имаме покажано како општина дека не водиме само во интерес на општината, него претежно во интерес на граѓаните. Како што беше појаснето на денешната средба со медиумите, согласно постојните урбанистички планови во близина на паркот е предвидена изградба уште на 6 објекти за колективно домување, а и изградба на 5 мали трговски објекти. Градоначалникот најави дека новиот генерален урбанистички план на општина Кавадарци се очекува да биде усвоен кон крајот на годината, а во средината на април истиот ќе биде ставен на јавна расправа. Во него е предвидено и ставање во функција или пренамена на објектите во новиот центар, котларата и пионерскиот дом. Веќе подолг период, кавадарчани на социјалните мрежи реагираат како што велат, поради уништувањето на најубавиот парк во Македонија со изградба на згради. Тие побараа да се запре градежната експанзија, како не би се оштетиле белите дробови на Кавадарци. Од општината денеска уверија дека ниту 1 сантиметар од паркот, кој има површина од 10 хектари, нема да биде чепнат.